Абе, ти што мислиш за законов за амнестија? Аца? Дај без уцни нешто убаво те прашав. И види. Now we're talking. Така, Па, за што- пеесче као Љубен. Па што мислиш? Пеесче за изјава. Што да правиш, Чуве. бе, тоа е тоа. Абе, ајде. Режија, пуштај шпица да почнеме, ајде. Лека ноќ, Македонија. На недела дена пред Нова година и 2 пред Божик, и на година и една недела пред 2020, како да е битно, добра ви ноќ на сите, освен на тие што се потпишуваат во автобуси. Во реден, Мирослав, твоето име е многу важно да го гледаме. Колешки, заборави да напоменеш дека сме оддалечени само 3 години од 2021 и уште 100 од светот. Вие сте на Канал 5 во 19:30, што значи дека е време за новите вчерашни, каде што дознавате последни. Останете со нас да видите како е да си чекор за цитар. Останете со нас. Истражуваме. Граѓаните во паника. Истекува рокот за пријавување за амнестија. 3 пути доаѓам овдега, 3 пути ме враќа не целосна документација. Вака се протестира во Франција. Како се протестира кај нас, дознаваме од Ланчо. Се изгуби папагалот на познатиот пеач, Македонија и светот во шок и неверица. Маријан, држи се, со тебе сме. Сочувствувам. Најновиот каталог на Електрометал е тука. Одлична понуда и намалени цени. Посетете не во нашите маркети каде можете да пронајдете се на едно место. Најголем избор на производи за вашиот дом, мебел, санитарија, расвета, грејење, подни облоги, домашен и професионален алат, бои, лакови, цвеќе, бела техника. Електрометал, центар за вашиот дом. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Покрај сите недостатоци со кои се соочува Македонија, таа е во недостаток од детски лекари. Поради овој недостаток, детската клиника во Скопје не може да функционира и да прима пациенти. Но министерот Филипче вели дека има решение за овој проблем. Во секој проблем лежи по едно решение. Рекоа од детската клиника и додадаа дека простор за грижа нема. Тие само треба да почекаат нивните деца да пораснат и да направат 18 години и после да ги лечат во другите клиники кои не се за деца. Оттаму додадоа дека и за секое решение е потребно време, па и за ова исто така само треба да се почека. Ако до тогаш не си заминат и докторите од другите клиники. А сега една вест од спортот. Со нокаут во последната рунда, домашниот боксер на ЈСП ја однесе победата на денешниот бокс турнир организиран од ЈСП. Гостинскиот боксер до самиот финиш се обидуваше да обезбеди билет за во следната нокаут фаза од турнирот ЈСП Златен гонг. Сепак искуството на домашниот боксер се покажа како пресудно и боксерот на ЈСП заслужено ја однесе победата.
Од ЈСП Скопје изјавија дека се задоволни што нивниот боксер победил и додадоа дека сепак на крајот не е битно кој ќе победи, туку најважен е спортскиот дух и дека до завршување на турнирот очекуваат уште многу интересни бокс мечеви. И кога сме кај ЈСП, мора да признаеме дека јавниот градски превоз е еден од начините преку кои треба да се намали загадувањето во градовите. Но според многумина, надлежните постојано си играат топло-ладно со здравјето на граѓаните и тоа во буквална смисла на зборот. Да видиме за што се работи. Во голем дел од автобусите температурите се неприлагодени, па така ако надвор е минус 5 степени, во јавниот превоз температурата изнесува и 40 степени. Поради тоа, патниците се приморани да ги соблакаат своите капути, джемпери, термочорапи и дзиври со кои се опремени во борбата против студот. Од градот најавија дека набрзо ќе излезат со решение на овој проблем, а до тогаш ги замолија граѓаните да се држат до дрескодот и во лето да одат со капути, а зиме по купаки. Ви благодарам. Гужви пред шалтери, нервозни граѓани, неред и хаос. Вака накратко може да се опише пријавувањето на граѓаните за амнестија за крвавиот четврток. Успеа ли граѓаните навреме да се пријават за амнестија? Го фатија ли законскиот рок од 5 дена? Ланчо Пашазотов има повеќе на темата. Мори, Јелена, така е, ете, као што може да забележиме, 5 дена беа прекратки за овие граѓани. Дали власта направи се за да, ги исполни нивните права и обврски и приговори за амнестија може да 100 пати не можам да ти објаснам, не можеш, фантомка имаш на фацата, како ти кажам. Дечко, како ме знаевте у собрание кога влегов и со фантомка и со се будала се правиш дека не ме знаеш? Не можеш, едноставно. Извини, да те прашам само... Не бе, што да ме прашаш бе, дечко, што да ме прашаш? 3 пути доаѓам овдека, 3 пути ме враќа не целосна документација. Сум немал разговори, транскрипти со Чавков, сум немал слики со обезбедувањето на 27-ми, а бев таму бе, човек, што се правиш будала? Абе, јас знам. Добро, и? И што и му се колна му деца дека сум бил таму, ми вика не си ти. И? Абе, што и прашај од него, еве, он нек ти каже, што и, не знам ја што ти право, каже. се извини тебе, се извинам, дали ќе може само една изјава да земеме, ние сме од вчерашни новости. Кажете ми, што се случува со овие приговори? И што бе, што се случи пат? 300 пути овдека, дојам на полова, ваква, слушај, ти да фантомка не може да. Господине, вака значи... Абе, што господине, еве ти, на свадба, еве, јас сум. Со фантомка, еве, лична карта, нека видат луѓето, еве, јас сум пак. Што се правиш будала, не знам. Мавајте, господине, само работам тука. Како што гледам тука у законот, ти фали полномошно од Нинџа. Од Нинџа имаш полномошно, немаш. А и ти фали исто така изјава, дека амнестијата ја барам. По целоста кривична и морална одговорност, дека не лажам и дека сум легол после во собранието. Па нормално гледаш како знаеш. Зашто ми лупаш? Ама што го знам, бе, што го знам? Абе, не се трпи ове, друже, 300 пути дојам овдека, бе. Не е уредово. Значи, зашто не го направите како па да земеш да потпориш за сите дела, да дојдеш тарпа амнестија у мадер. Па не може, бе, 300 пути дојам, јас за секое дело ако дојам овдека, ќе земам ќе утевам некој, не ме гледај да ти Ајде, бе, што е ова затворени врати овдека у мадер? Ај, ќе убиам некој да ти Нервирај се, извинам, само да ве прашам, дали се тоа за да нема вакви, напнати луѓе и да не бидат луѓето нервозни, дали може да се изврши преку интернет или онлайн? Може како не може, тоа сакав и да кажам. Мејлот беше кој ве сите поштени @gov.mk. Добро, само да разјасниме, споено или разделено за гледачите, да не... Бе, споено, разделено, како и да е, кој е поштен е ебен. Ете, драги гледачи, споено, разделено, како и да е, кој е поштен, тој е ебен. Студио? Што вика, да? Ти фали од Нинџа имаш полномошно? Нема бе, други, не може вака. А сега вести од далечната Австралија. Лошите сообраќајни навики и недостатокот на возачка култура граѓаните на Република Македонија ги извезуваат со себе, каде и да одат. Да погледнеме за што станува збор. Citizens of Canberra, Australia, од Македонија златна, што имат џоб во амбасадата, должат 2124 австралијан долари за казни за illegal паркирање. Се замолуваат сите засегнати драйвери да научат како да го паркират каро на стрито, без да мора да плаќат пеналти. Ако не можи да акомплиш паралел паркинг, нека ти ги ретурнат службените карои. Во Камбера барем има good public transport.
Оти мајка Македонија, naked, без плачки, во баджетот нема парички ни за bread and salt, а камоли за нивните driving lessons. Understandаме ли се? Париз гори од протести, Белград исто така гори, Албанија гори од протести. Протести кои го символизираат незадоволството на граѓаните. Затоа ние се вклучуваме директно од градот на светлината, каде што го имаме нашиот дописник Луис Пиер Бурдон. Господине Бурдон, како е моментално во француската престолнина? Така е студио. Меѓутоа, пред да започнеме, да напоменеме дека францускиот народ е со мислите со Томе. Томе. Градот на светлината е осветен од политичките коли кои стои гора, баклите на демонстрантите и жолтите лечиња. Како што можеме да приметиме, ситуацијата е тре наелектуризирана. Му благодариме на Луис, а во моментов вакви протести се случуваат и во Скопската метропола. Ланчо, дали се слушаме? Печо, дали си озбилен? Ајде, почињај. Не се веро, знаеш, ќе ми платите за... Да, така е, студио се наоѓаме на протестот, каде што, како што може да забележиме, нема луѓе, но затоа има 3 гајби и уште 2 гајби брачен пар, кои што сега ќе запрашаме. Што требаше да ги прашаме? Зошто протестирате? Да, гајбо, зошто протестирате? Како си се облекол свака част. Цел свет гори, брат, само тука не вакво се чешламе да си. 5 гајби сме тука, тие сме. Добро, зошто е ова конкретно? Да ти објаснам се, значи конкретно ради тоа што референдумот зимето пропадна и овие пак се бутка референдумот и што е тоа ти е против закон, ме сваќаш. Што душе ти треба, мислам утре друг референдум некој и тој ќе пропадне и ќе се Маријан. Томе! Томе, бе, кај си? Томче, да не сте ми го виделе, Томе? Не, дечко, овде само гајби има. Трагедија. Томе! Трагедија. Томе! Трагедија, он беше. Ична е моја мисли, ќе се најде, баче. Да се навратам на претходното прашање во право си. Многу јасно дека сум во право. Искрено, мене како гајба ми се гади од човековиот вид, луѓето генерално, пошто ни се едни створења што 30 години еве трпат приватизации, војни и ги украдоа и ги излажа и нормално само партија ги вади на протеста. Еве тука сме ние гајбите. Така е! Тука сме ние гајбите! Ама чекај, не е дека немало протести. Кој кажи кој се ти? Па не ми текнува сега кој. Па нормално не ти текнува, бе, да бевте стала му тоа главата, ки имаше по пола милион на улица секој ден, бе, да средевте државата, бе, 1,5 милион не можете на држава да средите, на толку луѓе у Кина, едно село се таму. Едно село у Кина е тоа. Значи да ми кажеше некој дека еден ден дека една гајба ќе биде во право, немаше да поверам. И тоа е тоа прилика, тоа што имаме, што да кажеш, кај идеш таму? Па ти си пуначко. Дечко, дај се тао, бега, трите шапите гадни, бе, трите тоа ми е за после, вие тоа ми е за после, осте го тоа, ќе викна полиција, како селјак, има да лежиш, селјачиште едно, мрш тука, искаче од кадар. На здравје, Ланчо. А ние продолжуваме со вчерашни. Роден ден, мала забава. Многу предизвици имавме пред себе, но да не ги спомнувам све. Ово со папагалот на Маријан, од кондори ме извади. А сега вести кои ретко сме ги имале. Бадминтон? Слично вести од Струмица. Да видиме што се случува таму. Апшина Струмица во градежен бум. Како што велат од таму интензивно ги асфалтират патиштата во населените места, за тоа што би било глупаво да ги асфалтират патиштата во ненаселените места. Толку? На паметниот една му е доста. А ние да продолжиме. Македонците се први на листата по бројот на добиени бугарски пасоши, а повеќето од нив се регистрирани со живеалиште близу Благоевград. По деталното истражување на властите во Бугарија, откриено е дека адресата на повеќето македонски државјани води кон една стара дрвена бандера за струја. Бандерата била дел од криминална мрежа на бугарски функционери кои биле вмешани во нелегалното издавање на бугарски пасоши.
Од вчерашни пробаа да стапат во контакт со бандерата, меѓутоа таа не беше достапна за коментар. Се предпоставува дека бандерата веднаш по избивањето на аферата успеала да им избега на локалните власти и да ја напушти државата. Шок и неверица во семејството Стојановски. Имено средно познатиот македонски поп-артист Маријан Стојановски во солзи заради трагичното исчезнување на неговиот папагал Томе. Сторијата ја направи нашата Јелисалфета Крстич Поп Мајбах. Веќе 3 тешки и тажни деноноќја откако заисчезнат беше пријавен најпознатиот папагал на македонската естрада Томе. Ке поразговараме со неговиот сопственик, воедно искршен од болка, Маријан Стојановски. Томе ми го нема. Томе не беше обичен папагал. Томе беше вистински другар. Заедно се спивавне. Заедно се будевне, имавне своја химна. Роден ден, мала забава. Бакни ме, како некогаш, каде скитав, немој да ме плашува. Форензичарите собраат доволно материјали да установат дали птицата е преселница или не. Мобилизирани се сите екипи и единици на МВР, дури и оние без јакни. Ние сме на готовс. Штом добиеме дојава, за 3-4 секунди се качуваме во возилото и одма идеме на местото. И значи тој што го земал папагалот на Маријан, мамичето мамину. Кој можеше да ми го земи, да ми го украде? Што, каде ли замина? Томе од расата какаду е прилично редок тип на папагал, особено папагал кој што потекнува од Австралија на вакви ниски температури, како ќе страда на доколку остане надвор прилично долго. Томе! МВР ги презема сите безбедносни мерки околу истрагата на папагалот Т, што е во собственост на лицето МС. Така да останува на граѓаните да апелирам на вашата телевизија доколку можат било каква помош да свртат на нашите телефонски броеви. И тоа е тоа, останува да го побараме сите заедно и да се надеваме дека истрагава ќе има среќен крај. Ќе апелираме до гледачите доколку го видат, забележат да ги отворат ширум прозорците и да ја пуштат што погласно песната на Маријан Стојановски "Роден ден, мала забава", заради тоа што веројатно тоа е единствениот начин како ќе го вратиме или заробиме за да го вратиме кај сопственикот. The world still mourns the tragic disappearance of the parrot Tome. Our thoughts and prayers go out to Maријан Стојановски. Веста за папагало длабоко го погоди село Кравари. Папагалот Томе на Маријан Стојановски одлетал. Како да му помогнеме? Што да превземеме? Дали може со една анекдота? Не. Македонската јавност, но и експертите се уште не можат да се согласат во врска со проблематичниот закон за амнестија. Рокот за поднесување на барање тече и останува да се види кој од обвинетите ќе се пријави. Но друга шокантна вест ја бранува нашата јавност од изутрина.
загубата на поп пејачот Маријан Стојановски, односно бегството на неговиот папагал Томе ја шокираше домашната јавност. Голем дел од политичарите и експертите сметаат дека оваа загуба, бегството на папагалот Томе, во моментите кога следува третото последно гласање за уставните измени, може да ја оддалечи нашата земја од евроинтеграциите. Абе, трагедија е тоа, ствари, сите не затегнат. А за законов за амнестија? Може амнестијата се ова што се случи практично ќе биде прва работа на Прибе и неговото доаѓање овде од мога се зафати со ова. Оти ова не е отварање врати од собрание, Папагалов избегал. И се трагедија е тоа уствари, на крај скандал уствари. Маријан не се секира и воздухот е чист, од воздухот ништо нема да му се случи. Томе ќе преживее, се надевам, ќе го видиме во некоја следна прилика. Маријан, те уверувам, папагалот Томе не е во градско. Дури со Чомбе правевме муавет во зоолошка да го најдеме некако и не успеаме да го најдеме, ама не се секира и веројатно некој ќе успее да го пронајде. Издржи, Маријан, ние сме со тебе. Потресени сме, длабоко сме допрени од оваа трагедија, не само јас, целата опозиција во Република Македонија. Затоа, што е можно побрзо, ќе апелираме до државниот врв да се одржи седница на собранието, да се повика генерал-штабот на армијата на Република Македонија, врвот на Министерството за внатрешни работи, мора да се најде начин ова да се разреши и да се најде папагалот на Маријан. Маријан, држи се, со тебе сме. Сочувствувам. Алфа, го најдов, го најдов. Бобе, фазан е тоа, бе, човече. Шо си нашол, дали си нормален? Голуб бараме ние. А видиш каква боја иста има снегулка. Светските твитер звезди споделија твитови со надеж, сила и молитви за нашиот Томе. Прекрасно. Едноставно што ме одржува во сила, тоа се моите пријатели, моите комши, моите познаници, само тие ми даваат сила. Шок и неверување. Уште кога го слушнавме муабетов. Во еден ваков град за љубов, сигурна сум дека тој што ќе го најде Томе, ќе ти го врати. Освен ако не го изеде во таа совест. Маријан, знаеме, твојот папагал Томе беше прав дијамант меѓу папагалите, меѓутим, еве, со попојеве шидат сега и со Господ напред ќе го најдеме. Како велат, родени сме со пердуви, ќе заминеме без пердуви. Тешка беше вашата разделба. Голема трагедија, страшно. Томе, ако си тука, пушти крик. Па јас и Викторија Лоба снимиме дует. Јас си подарив незе цвеќе, а она ми подари папагал. Не е точно, јас никогаш не сум подарила на Маријан било што. А дует сте пееле? Не. Имаше крила! Сите колеги, цела естрада се собра само иницијативно да направиме песна хуманитарна за папагалот Томе и мислам дека оваа песна ќе го врати назад. Една птица загубена во лед, ма не си птица. Јас се извинувам, ако може уште еднаш само бројот на кој што. Да, доколку имате било какви информации, можете да се јавите на телефонскиот број кој што го гледате на малите екрани и се надеваме дека Томе конечно ќе заврши онаму каде што припаѓа, во кафезот во семејството Стојановски. Имаше крила, но немаше компас. Ти пуштаме сила, се молиме за спас. И цела
slušaš naš glas. Jedna ptica ne pravi prolet. Jedna ptica zagubena vole. Ma ne si ptica, ti si ni friend. Vrati se tome, vrati se. Spasi o Tometa. I jebe si te, pak te misli me. Ti si ni tome, ni te, ni te. Ma ne si ptica, ti si ni friend. Vrati se tome, vrati se. Vrati se tome, vrati se. Навистина тажно. Од режија добивме дојава дека председателот на собранието, господинот Талат Џафери, се обрати на нацијата во врска со исчезнувањето на најпознатиот папагал сега и во светот, на средно популарниот пеач Маријан Стојановски. Ова година беше претешка за Република Македонија. Многу предизвици имавме пред себе, но да не ги спомнувам све. Ово со папагалот на Маријан, абе, од кондори ме извади. Што да кажем више? Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Во медиумскиот простор, каде владее шумот, а не јасниот сигнал, се појави потреба за толкување и интерпретација на изјавите на политичарите. Ваквата дарба за разбирање на нивните изјави и кратко и јасно пласирање на истите во јавноста ја поседува нашата Маја. Да погледнеме. Јас ке почнам од она што еве најсвежо за мене. Пред 15 минути доаѓав наваму, застанав да земам нешто да јадам, тоа беше една бурекджилница. Дома никој не му дава да јаде, па мора да се храни по бурекджилници. Бурек свеж оваа време не постои. Кој му кажал, го излажал, ама тој секако во се верува. Имаше една жена од околу 60 години и буквално ова ме го кажа пред 15 минути на пат. Начело ли пишуваше на жената дека има 60 години, бе? Вели, Владко, јас сум од СДСМ, многу сум разочарана. Владко, јас сум од СДСМ. Абе, ако имала 60 и нешто како што велише, ти кажала, дете познаци ми од негде, да не си пејач. Многу сум загрижена за она што се случува во Македонија. Ова не го очекувавме. Буквално така ми каже жена, пред 15 минути. Буквално пред 15 минути си бил во бурекджилница. Значи дека бурекот не си го изел, што значи си лажал дека си гладен или си го скрил негде. Кај сега, ајде кажи. Значи, тоа е оној дуќан што е на Партизанска на крајот, значи кога се врти кај Илинденска, кај поранешна стара телевизија кај Телма, во специјал. Не те прашав кај е бурекджилницата. Бурекот кај го пикна те прашав. Тоа ме каже жена, вели, јас сум од СДСМ,
Разочарана сум, ова не го очекувавме, не гласавме за ова. Тоа ми го каже пред 15 минути. Одма морам да одговорам. Ја гарантирам дека не си бил таму. Заедно низ чаршија да појдеме. Во секој момент. Ајде, ќе видите на... Шо бараме бре заедно низ чаршија? Да ме тераш бурек да ти купам? Па после да викаш една госпоѓа од 60 години? Мрш! Неваспитање едно. А сега е време за одјава на овонеделните вчерашни. Елена, ја имаш таа чест да ја одјавиш оваа 16-та јубилејна епизода од оваа сезона. Благодарам, колега. Добра ноќ на сите, освен на тие што не гледаат затоа што немаме начин како нив да им посакаме добра ноќ. Поздравете ги од нас. Како и да е, следете на YouTube, Facebook и на нашиот сајт nn.fn.mk. До наредната недела, каде што се гледаме на исто место, Канал 5 во исто време, 19 часот и 30 минути. Со различни вести, нормално. Нормално. Добра ноќ и од мене. Спаси го Томета. И небесите, пак те мислиме. Ти си ни Томе, ма не си ти.